Ви молим да ги изключите вашите мобилни телефони. Ви благодаря. Почитувани посетители, добро вечер. На почетокот на представата ви молим да ги изключите вашите мобилни телефони. Ви благодаря. Дами и господи, добре дојдовте во светот на смеење, забавата и разигригата. Во светот на водвилјот на сите нам добро познатиот мајстор на комедијата на Запад. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde du rire, de l'amusement et de la farce, dans le monde du vaudeville, à tout le monde connu, le monde du maître de la comédie de quiproquo. На ненадминатиот шармер и виртуоз што знае да не насмее до солзи, но и да не подсети на нашата неукост, на нашите ниски морални страсти, тоталната човекова глупост, вообразеноста и фликумност. Bienvenue dans le monde du grand charmeur et virtuose, qui sait nous faire rire aux éclats, mais aussi nous rappeler de notre ignorance, de nos passions basses, de la grande bêtise humaine. Францускиот и светски гений, кралот на хуморот, маестралниот Жорж Фейдо. Le génie français et mondial, l'ingénieur du rire, le grand Georges Feydeau. Почитувани, дозволете им на вашите срца да бидат разгалени од оваа млада, искрена и полетна екипа. Последниот разклад. Cher public, permettez que vos cœurs soient caressés par cette équipe très jeune et très sincère. Докторот со поетска душа, несудениот и малерозен љубовник, знае за момент да ја изгуби главата, но и вешто да се извлече. Господинот Густав Морисе. Le médecin, poète dédaigné des muses, à la main frustré et malheureux. Dans un instant, il perd sa tête et dans l'autre, il est tout près de s'en sortir. Monsieur Gustave Morisset. Жената што ќе се обиде да го изневери својот маж со причина. Господјата Леонтина Дишотел. La femme qui va tenter de tromper l'époux adultère, en toute bonne logique. Madame Léontine Duchotel. Човекот на кого што совеста не му е чиста кога оди налог. Господинот ловец Жилиен Дишотел. L'homme qui, pour tromper son épouse en toute tranquillité, invente des parties de chasse. Monsieur Julien Duchotel, alias Monsieur Chasse. Изневерениот збрканко, ако ми биде дозволено, Хасан. Le mari trompé qui met innocemment les pieds dans le plat. Si vous me permettez, Hassan. Големата бродничка и стенографка, некогаш Comtessa de la Tour du Nord. La grande bavarde et la tenancière de Maison Close, ancienne comtesse Madame la Tour du Nord. Младиот, снаодлив и шармантен, вечен студент, ме разбираш нели, Бонтран Морион. Le Jean Charmeur, un étudiant éternel sans sou. Tu me comprends, n'est-ce pas? Gontran Morion. Скромната и симпатична Бабета. La modeste et très sympathique Babette. Полицискиот комисар со добра душа Бридоа. Le commissaire de police qui a un cœur d'or, Bridois. И двајцата умни полицајци Питер и Лазаров. Et enfin, les deux agents sages, Peter et Lazaro.
Леонтина, Не, ама ви се молам. мирно. Ама Леонтина, тоа нема да ве чини ништо. Вашиот наш оди нало. А бидејќи јас сум му пријател, би можел да ве замолам да поминете вечерта со мене. Знам, до утре наутро. Од утре рано на утре. 29. 29. Зарем немате некоја роднина во околината на градот? Имам кума. Па супер. Кога вашиот маж во остава сама, зашто не ви скокнале да вашата кума, а? Така де. А попат да скршна малку и да се одморам во апартманот на господин Морисе во Атинска улица број 40. Па да. Зарем можете да ме замислите како влегувам сама во стан на некој маж? Како не. Убаво, Бога ми. Ама кога веќе не е да. Најдобро е за тоа повеќе да не зборувам. Ете какви се жените. Му благодарам на небото што најпосле те гледам разголено. Што рековте? Зборувам во предносна смисла да. За среќа. Како напредува работата? Никако. Ма немој. А што ти смета? Се. На темпераментен човек како што сум јас, нема лесно кога мора толку долго да чека. Ово ти реков јас да ти помогнам. А, не, ти само би ми смета. Па да, затоа и си реков. Тука е мојата жена, побргу, ќе оди без мене. Се разбира. Гледај, зошто тогаш се нервира за ситница? Јас воопшто не се секирам за оваа пушка, иако никако не успевам да ја исчистам. Значи ти не знаеш тоа како се прави. А ти знаеш. Па да. Кажи ми тогаш што да направам. Противо ја на пушкарот. Ти благодарам. Еве, тука се 32 куршуми. Не можам да замислам како некој може да сака лов. Па јас тоа не би можел да го поднесам. И тоа ми го кажува еден доктор. И тој масакар ќе го направите кај оној твој пријател Касањ. Да, кој секогаш. Зошто тој Касањ не наврти некогаш кај тебе? На вистина, никогаш не те посети. Нема да ме верувате, ма тој никогаш не мрда од село. Се разбира. Сигурно сака да ја заборави несреќата што ја доживеал во бракот. Зошто не среќа? Не живее со својата жена и тоа е се. А што? Жена му го изневерува? Тоа не е докажано. Ама е сигурно. Се разбира. Јас не ја обвинувам. Напротив. Треба да ги се честита. Таа жена барем имала еден љубовник. Си чул ли што незиниот маж зборува за тоа? На мажите таквите работи им стануваат јасни дури на крајот. Може само да се предпоставува. А баш тоа најмногу го секира честниот Касањ. Штом нема докази, зошто тогаш би добил развод? Вака треба согласност од двете страни, бидејќи госпогата е против развод. Да, таа е многу побожна. Па да, ми здоде оваа пушка. Ќе те послушам и ќе му ја пратам на пушка. Така. Бабета! Бабета! Значи не сакате? Ве прашувам прв, втор и И трет. се молам, не почнувајте од почеток. А и вие немате повеќе да ми кажувате дека ме сакате. Сега може и ќе поречете дека не сте ми го рекле тоа. Како да не се сеќавате на оној ден кога ви умре вашиот омилен папагал. Тогаш во настап на искреност ви се отргна она те сакам. Се што се зборува во такви моменти. Баш во такви моменти жената не мисли што говори. Таа говори што мисли. Лесно е да се рече те сакам, а треба тој да се докаже. Јас лично сум спремен да го докажам тоа. А вие? Ајде кажете дека и вие сте спремни. Тврдите дека сум ви рекла ве сакам. Боже мој, јас тоа не го порекувам. Ете, гледате? Па да. Зошто моето срце не би имало право да бира? Најпосле вие ми се допаѓате. Попривлечен сте од сите што ги познавам. Леонтин! Многу сте љубезен и пишувате стихови како ретко кој лекар. Но Морисе, иако жената може да располага со своето срце, една сопруга не може да располага со себе како жена. Бидејќи сопругата сепак му припаѓа само на својот маж. Само затоа што матичарот тоа говори. Не е важно. Се додека верувам дека мојот маж се држи до неговата заклетва, ни јас нема да изневерам мојот. Но ако случајно би се уверила дека мојот маж ми изневерува и дека има љубовници, би се колнам дека самата би дошла и би ви рекла: Морисе, освети ме! Но вистина? Леонтина! Но многу добро знам дека таа предпоставка е невозможна. Се разбира, јас сум сигурен дека совеста му е чиста. Зарем не? Па доколку совеста му била чиста, не би бил толку неспретен. Како? На што мислите? Што знам? Ете, пред некој ден ви донел полна торба диви зајаци и куни. Од кај знаете? Читате зоологија. Само на едно место може да се најдат тие две врсти на глодави. Добро де, може баш таму отишол да ги бара. Да, таму каде што се продаваат. Што? Не е возможно. Ке ми го објасниш ти тоа, господине Дишутел. Леонтина, Молам. нема сега Белкин тоа да му го А кажа. што да не треба уште да се срамам? Ама добро, Леонтина, па тоа нема никаква смисла. Јас си одам. Што? Зарем веќе си одиш? Не, да. Како си? Па што ти е, зарем не се видовме предно? Да, знаеш, ама од тогаш е.
Богу. Богу. Надвор врне дошт, да ти дадам чала. Благодарам, имам шешир. Што му стана одеднаш? Ај ти нешто ми се мрштиш. Пред малку научив нешто што секоја мажена жена никако не би смеела да го изгуби од вид. А тоа е? Таму каде што има куни, нема зајаци. А таму каде што има зајаци, нема куни, господин. Интересно. Повеќе од што мислиш. Зашто да го знаеше тоа, немаше да ми донесеш дома полна торба со зајаци и со куни. Јас досега тоа не го знаев. Среќа што беше тука Морисе, кој што како учен човек ми ги отвори очите и ми го објасни однесувањето на мојот маж. Ништо тој не ти објаснил. Тие негови предавања по зоологија само уште повеќе ќе те збунат. Ти велам дека нема никаква причина, ама баш никаква, да. Ма не. Па добро. Докажи тогаш дека нема причина. Докажи ако можеш. Како да е тоа тешко? Ајде, докажи. Па вака. Кога сакам да ловам диви зајаци, одам таму каде што ги има. А кога сакам да ловам куни, одам... Одиш таму каде што има куни. То се разбира. Ах, мил мој, а јас се посомневав. Се посомнева во својот маж, а не се посомнева во неговиот пријател. Прости ми, сето тоа е масло на Морисе. Тој ми го стави сето тоа во глава. Бедник. Затоа беше толку збунет кога си одеше. Дури и шеширот си го забори. Просто ја изгуби главата. А сега, вети ми дека такви глупости нема да ти паѓаат напад. Ајде, баки. Јас сум... си го заборев шешир. Примети, а? Не, јас сум мој пријател. Морисе? А си одам. Морисе! Што се си раскажал на жена ми, а? Ама, драг мој, па јас само сакам да... Си ја наполнил главата со некакви куни и зајаци, за да ти поверува дека мојот лов е чиста измислица. Сешто, види, зарем не е за... Мажот ми се ми објасни. Го донесоа од кројчот костимот за господинот. Ах, добро, нека го внесам за мојата соба. Да, господине. Само да видите каков костим сум сошил. Тој кројот сега е во мода. Шие само за отмениот свет. Му шие и на внукот од сестра Гонтран. Што да ви кажам? Изгледа твој внук повеќе обрнаа внимание на својот кројач, отколку на својот дипломски испит. Тој дипломски мој како хронична болест. Добро, ајде да го видиме тој кост. Еве, добро. Причекаме тука. Ако ти е досадно, земи некоја книга. А да, ти благодарам што си ми ја пратил твојата последна збирка на песни. Како ли се викаше? Артишок на срце. Артишок на срце. Еве какви луѓе носат суд за книгите. Па и таа Леонтина. Што истина да му кажува за тие куни и зајаци? Човек сака да ја помогне, а таа он прави компликации. Што е? Подметнале книга Срце од солзи. Кутрата моја книга. Служи како подметнувач. Срце од солзи. Сонети од доктор Густав Морисе. Луксузно издание подмаса. И Барбари Ненен. Што викаш, а? Како ми стојат? Одлично. Слични му сошили на Гонтран. Што ти кажува? Топ. Ти благодарам што си нашел вистинско место за мојата книга. Ја најде, а? Да, подмаса. Па ја ставив таму затоа што на оваа маса едната страна е пократка. Гледаш дека и книгите понекогаш може да бидат корисни. Кога само ќе помислам дека ти посветив една од најубавите мои песни. Еве. На страна 21. Би наишол на смрт. Како? Смрт. Смрт на Жилиен Дишотел. Мола? Животот и смртта се иста марка, кога смртта ќе те касне кошарка. Дури и добрите ловци на смртта се мети, па секој од нас радо на тебе ќе се сети. Има луѓе на кои стиховите и не делуваат. Оу! Види! Господин Морисе. Ау, Гонтран, од каде ви? Одам на излет. Факултетот не ми работи. Така. Да, а дома ли е војко ми? Таму е, ги проба вашите панталони. Моите панталони. Такви, некакви слични. Па се разбира. Човече, ме копира. Ако сакате да го видите, таму ќе го најдете. Не ми се браза. Би можел да го обработам за едно 500 франци. Само што веќе му должам 600. Издржувате некоја дама, а? Па, да, ме разбираш, нели? Занимљиво. Само да ја видите, господин Морисе.
Како слика? Млада, свежа и се уште не се пуштила во промет. Така? Секак, тука не го сметам низиното старче. Тој е тука само да ја финансира работата, спонзоруша. Тој мисли дека само тој е со неја. Баш е смешно. Можам да замислам. Оу, заборавив да испратам телеграма, да ме чека вечер дома. Господинот звонеше? Можете ли да однесете оваа телеграма во пошта? Госпогица и Брена во Тир, Атинска улица, број 40. Не ве замолив да ја прочитате, туку да ја однесете. Ме разбираш, нели? Молам, господине. Ме разбравте, нели? Разбирам, господине. Ете, сега сум спремен. О, Гонтран, О, добар ден, Војна. Добар ден, Војче. Види, навистина ги носите моите панталони. На вистина. Изгледа се огледуваме една на друга. Колко е часот? 5:05. Заре веќе. Таман ги стигнам да напишам телеграм. Возот ми тргнува 15 минути до 6. му се јавуваш на Касањ? Да знае кога да ме чека на станица. Ке сакаш ли ти се молам да кажеш да ми го спремаат ранецот? Секако. Господја Касањ, Атинска улица 40. Што чекаш, ајде акција? Абе, чекај нека ја напише телеграмата. Во 6 во златната кукичка. Биди точна. Зи. Напред, ме разбираш, нели? Војче! А? Да видам имам ли доволно пари. Војче, па кога ги броите парите, би можеле да ми дадете едно 500 франци. Па веќе ми должи 600. Ама, Војче, јас не ви побарав поклон. Јас сакав само да ги расипнам. А? Тоа може. Еве, Еве ти тебе. што е ово? На денот кога ќе дипломирам, ќе ти ги вратам. Ќе ти ги вратам. Што му стана? Што Испеја му да го стана? зајдам. Ми трпна 500 франци, ете што му стана. Но ќе го фатам јас него. Подобро гледа да го фатиш возот. Не сакам да те бркам, ама. Право велиш. Кој е пак сега? Господине, некој господин е во салонот. Сака да разговара со господинот. Немам сега време. Прими го ти Леонтин. Јас сега брз. Ми го спремивте ли ранецот? Секако, господин. Сега си како прав ловџија. Нели? Повелете, господине. Ви благодарам. Молам, господине. Така, ранецот. Пушката. И па довидување, мила моја. Довидување ми. Чувај се. Си одиш ли ти? Да, ќе те испратам. Среќни од раѓи. Леонтина? Молам. Значи, Не. ама Леонтина? Може би. Да, Леонтина. Господјо, дали да го пуштам господинот што чека? Пуштете го. Молам, господјо. Господин Касањ. Добар ден, господјо. Како е мојот драг дишотел? Не сум го видел одамна. Сте го виделе одамна? Сакам со него да поразговарам за една лична работа. Да побарам совет од него, ако ми биде дозволено. Совет. Па да, вие знаете дека јас живеам одвоено од мојата сопруга. Впрочем, јас тоа и го очекував од неа. Таа е многу помлада од мене. Цели 20 години. И многу е убава, господјо. И многу ја сакам. Но сега, повеќе од се на светот, би сакал да се разбедам од неа, ако ми биде дозволено. Да, знам, ама... Ми беше потребно само доказ. Се спремам вечерва својата жена да фатам во небрство. Ако ми биде дозволено. Тоа е некој господин Зизи. Да, туку. Кога за последен пат бевте со мојот маш на лов? Сешто. Па јас воопшто не одам на лов. Не одите на лов? Не, никогаш во животот не ми паднало на ум да одам на лов. Не одите на лов? Ама господјо, Ах, ти лажливец! И ама што си? господјо, ама немојте Открите така. најпосле вашето право лице! Ама, Се гледа господјо, колку вашата немојте душа е така да извалкана! Оставете ме на мене!
Досега бев повеќе од добро. Ама сега ќе го свртиме листот, господине мој. Око за око, зам за зам. Кутрата има напад. Господјата звонеше? Да, спремете ми го ранецот, ти поминам 2 дена на село. Срамот, срамот, но ќе се осветам јас, ќе види тој. Ама, господје, тој е мојот стап, ако ми биде дозволено. Господине, што истана на мојата господја? Болна е, многу е болна. Мојот стап. Ако ми биде дозволено. Да го намирисам креветот. Тоа е најважно. Тука обично почнува акцијата. Од првите допири најмногу зависи победата. Затоа за постелата двоструко следување. Така, треба да се прска стратешки. Ајде малку и на чаршавот. Потрошив скоро цело шишенце со мирис. Тоа ќе го чини 16 франци. Признавам, ми се допаѓаат ваквите луѓе кои во име на љубовта не прашуваат за цена. Господи Латур! Тука сте, господи. Да, господине Зизи. Господи Латур, барам веќе 15 минути. Ау, како мирис овде. Тоа е колонска вода империјал. Ке се онесвестам. Туку слушај. Веќе 10 минути звонам од другата страна на скалите ке господје Касањ. Не е дома. За жал, не е, господине. Зирем не ја добила мојата телеграма. Да, господине. Ми рече, мојот војче Зизи денеска ќе допатува. Дајте му го клучот и замолете го да ме причека. Ви благодарам. Туку контесо, оваа кокета што станува тука, баш добро се сместила. Кокета? Мислите на господја Вуатир? И откажав на неа. Нависто. Знаете, господине, се сплеткала со студентари. Оној последниот мангуп дури ни клучот не ми го врати. Немаат ни диплома, а кај неа дипломираат од прва. Тоа, мојата отмена крв не може да го поднесе. Престрога сте, контесо. Јас ја презирам платената љубов. Мене ми импресионира неверството на честната жена. За среќа, откако си отиде онаа Вуатир, можам со гордост да кажам дека куќата ми е повторно угледна. Од тука сите се венчани, некој дури и меѓусебно. Значи, таков е случајот и со ова што ја изнајмивте гарсонјерата. Тоа е неженет, а таа е сигурно мажена, судејќи по мистеријата што ја прати. Некој опасен тип, Не, господине, тоа е лекар. Специјалист за мажени жени, А глупавиот маж и ништо не насетил. Довидување, контесо. Одам да видам дали господјата Касањ е вратен. Не, господине Зизи, ќе ве видат. Брзо, влезете тука. Ќе речам дека сте ми роднини, дека сте дошли да ми помогнете за станот. Влегувајте и чекате дека не ве пуштам. Мириса на нафталин. Тоа е здраво за костимот. Ето, ова е нашето мало гнезденце.
Абе, влезете, не плашете се. Ах, не, просто не се осудувам. Ама ајде, добага, што има тука страшно? Од што се плаши? Ако некој не види, Како да се гледам себе си пред една година. некоја жена. На неа не треба да сметаш. Мола, Контеса де ла Тур ди Нор. контеса. Мојата становка. Што да се прави господјо? Морам. Да имам среќа да ми се допадне некој како господинов, ама тоа е тоа. Добро, Контесо, сега повеќе не сте ни потребни. Што е тоа? Па таму некој кива! А, да, господине, заборавив да ви кажам. Тука е еден мој роднина. Го замолив да ми помогне околу станот. Па требало порано да го отпуштите. Но ако господинот не сака тој да ја види господјата, господинот треба да однесе во оваа соба. За тоа време мојот роднина ќе излезе. Добро, добро. Еве, дајте му бакшиш на вашиот роднина за неговиот труд. О, господине, тој ќе ви биде бескрајно благодарен. Добро, добро. Ајде, убава плашливке. Ајде. Брзо, господине, зизи, бегајте. Конечно. Држите, ова е за вас. 100 суи. Тоа ви го дава докторот, зашто ми помогнавте за станот. Бакшиш за вашиот роднин, а? Земете го Контесо. Да не рече дека не ја помагам фамилијата. Благодарам, а сега? Еве. Тука се, а? Кога само ќе помислам. Не гледам што има тука смешно. Сирота женичка. Сигурно сум дека ова е прва авантура. Навистина. Еден рогоносец повеќе Контесо. Да му се поклоним. А сега одам ке господја Касањ. Довидување Контесо! Си отиде најпосле. Повелете сега. Добро, што се сетивте? Не сум ви повеќе потребна, господине Морисе. Не, благодарам, Контесо. Лека ноќ. Најпосле сами. Морисе, ах, Морисе, зарем сум тоа јас? Помислете само, во овој момент се уште сум честна жена, а утре, Ама ќе бидете и утре, не грижете се. мислите? Се разбира, доколку за ова молчите. Секако. Ако случајно ви притребам, звончето е таму. Ти благодарам, Контесо, ти благодарам. Тоа писмо ми ги отвори рајските порти. Тоа писмо Го кое што... имате ли кај себе? Уште прашувате. Го чувам до моето срце. Зарем таму е вашето срце? Срцето е насекаде. Пријателе мој, ќе ви речам само едно. Ако веќе дотаму дошло, меѓу нас препреки нема. Ослободувајќи се од самата себе си, ви се предавам целост. А што додавам на крајот? Ама знаете дека постапувам вака затоа што тој така сакаш. Тоа е едно мало сапување од вашето женско самолюбие. Мислите? А Леонтина, зарем сето ова не повикува да се сакаме. Видете оваа масичка за нас двајцата, каде што е поставена и не чека интимна вечеричка. Ох, еребици, паракови, мојот маж ги обожава. Ете, и месецот нам ни се става на располагање. Месечината, да, добродетелка на сите влюбени. Види, имате и балкон. Да, балкон што обкружува целата куќа. Ете, сега сме Ромео и Јули. Ах, Морисе! Ах, Леонтина! Не, тоа не! Како не? Па тоа е тоа! Добро, добро. Тоа е како во хирургијата. Не треба однапред да се покажуваат инструментите. Ах, Леонтина! Ах, Морисе! Ма што вие? Вие се тресете. Ми се чини како да се премажувам. Се премажувате. И тој после венчавката беше крај мене, сами ми изјавуваше љубов како и вие. А потоа, одеднаш ме однесе до постелата и тогаш... Ах, Леонтина! Би го дал целиот свој живот за овој момент на пијан. Уф, колку сум жедна. А што би сакале да се напиете? Било што, може и шампањско. Молам, ќе добиете шампањско. Само каде ли? Ау, она пробливката заборавила шампањско. Зарем вие не чувствувате жед? Јас не. Чувствувам жет само за тебе и за твојата љубов, Леонтина. Љубовта ме гризна како болка лута и таа безмилосно бута ли бута.
стих просто не можам да ти одолеам. Леонтина. Господине Морисе, Кој е тоа? јас сум. Вие сте влезли. Па добро контест. Сте спремиле вечера, сте заборавиле шампањско? Господине, таму во другата соба има 2 шишиња на последната полица. Одам да ги донесам. Почекайте, јас побргу ќе ги донесам. А вие правете друштво на господјата. Добро, господине. Пијан сум од твојата самовилска убавина. Прекрасен човек е овој господин Морисе. Навистина. Секако. Можам потполно да разберам зошто на еден таков човек не може ни најчесната жена да му одолее. На која жена мислите? Мислам онак, воопшто. На себе да речем. Јас во свое време удостоив со внимание еден господин, што не беше толку фин и погрешив. После тој ме оставија мажот ми истера од дом. И еве до каде дотера. Моето сочувство. Благодарам. И на тебе исто така. На кој беше тој човек? Беше дресер во циркус Медрана. Ох, господјо, беше многу убав. Можам да замислам колку би било незгодно кога се дознало за тоа. Ма оставете ви се, молам. И што е најглупаво, падна во банална замка. Навистина? Стар трик. Се правеше како Боже Модиналов. Кој тоа? Па мојот маж. Сите мажи се исти. Така е. А замислете, не одеше наод. Знам, тоа му било изговор за да оди кај својата љубовница. Па да. Што рековте? Ма не. Кога мажот оди кај својата љубовница, вели дека оди во клуб. Тоа е барем познато. Ама кога ќе рече дека оди налов, тоа значи дека се сомнева во својата жена и дека има намера да ја фати на дело. Ох, Боже! А јас мислев дека... Што вие? Морисе! Брзо, Морисе! Што истано одеднаш? Брзо, Морисе, што чекате? Што сака мојата драга Леонтина? Мојот мантил ни мара, ма само брзо. Што? Морам да си одам одовде. Ама долго Леонтина, што требава да знам? Господине, верна сум на својот маж и тој ми е верен. Тој се што. А што дека својата љубовница правејќи се дека оди налог? Глупости. Вие знаете многу добро. Кога некој оди кај својата љубовница вели дека оди во клуб, никој не вели дека оди налов. А кој тоа ви го кажа? Прашајте ја контесата и таа истото ќе ви го каже. Вие? Што има вие да се меште тук? Го бареше ли тоа некој од вас, а? Ама господине, зарем можев да предпоставам? Што чекате? Ајде, одете се. Ви благодарам, господине Морисе. Веднаш, господине Морисе. Благодарам многу, господине Морисе. Благодарам многу, господине Морисе. Ама пачува една. Леонтина, нема сега Белким тоа да ме напушти. Па Белки, можам слободно да одлучувам. Ама Леонтина, добога, јас те сакам. Аха. Те сакам, ами како? Фија сум од твојата самовилска Хај, не убавина. трудете се, драги мои. Тоа повеќе нема никаква смисла. Ќе останеш овде, Ова Леонтина. е насилство. Нека е насилство кога не може поинаку. Добро. Ќе ја преноќам ноќта овде. И јас. Како сакате? Сакам. Можете слободно да си легнете. Добро, вие? Ќе се снајдам некако. Подобро јас да се снајдам некако, а вие легнете овде. Јас да легнам во вашата постела? Никогаш. Абе, без мене, чујте, без мене. Со вас или без вас, исто ми се фаќа. Ќе се сместам на фотелјата во другата соба. Многу убаво. Ми вети па се предомисли. Ама нека. Можем јас и ова да го поднесам. Па не е таа една единствена. А и не е така ни убава како се мисли. Ова ќе ми биде прв и последен пат вака се насама. Кој е? Јас сум вашиот сосед. Ама се досадни. Што е? Што сакате? Тишо тело! Не може да влезете! Еј, Морисе! Као, каде ти тук? Па, ја изнови за вечером. Значи ти си тој доктор, а? Па да, јасно. Кој те таму? Кој, што, кај? Таму. А, тоа се, од жачарите се. Во од ова ноќта, а? Каде, тоа се ноќни од жачари. Сега ти и ноќе работата. А зошто ја затвори врата? Брате, заради димот. Димот може да дојде наваму. А ја нема да ме моткаш. Признај дека секирата ти паднала во медот. Еј, а кој е таа твоја срекна жртва, а? Мене баре може слободно да ми кажеш. Тебе баш и не можам да ти кажам. Се плашиш да не кажам на нека? Ма не е тоа. И па што, ајде зборувај. Типа, ете. Тоа е... Тоа е... Господја Касања. Се шегу. Че се Ама звршате. не заебавај човече, таа е со мен. Што?
Ама ништо. Мило ми што си ти, тој доктор и за неја си ми потребен. Ајде со мене. Каде? Ке Госпоѓе Касан пред малку имаше нервен напад. Ајде. Што ме водиш кај неа, о Боже мој? Оди слободно, јас ке се симнам до контесата, ќе ја пратам до аптека и веднаш се враќам. Види, оној твој жуцер сака да излезе. Нема ли ништо, нема. Борисе? О, ангели бели ми дојде крај. Борисе? Носите ми ја душа до рај. Нема ли ништо? О, Боже, го слушаш ли пискотот мој? Прости ми од секогаш бев твој. Наглаво за таа твоја песна. Тој е Одам кај контесата крај. и ти оди кај Госпоѓе На Касан. следуша рај. Пушти ме, веќе еднаш! Еве. Абе како смееше да ме затвори и се дереш на цел глас? Тина, не можем ништо да ти објаснувам. Јас морам да излезам, а ако ви тропа некој во вратата, немојте да пуштите. Што зборуваш, Па не можам Борисе? сега ништо да ти објаснам, ви реков. Ако ви тропа некој на врата, немојте да отварате. Јас веднаш се враќам. Господе Боже, што му стана одеднаш? Господе, мажот ми! Не плашете се, Госпоѓе, дојдов да видам дали господинот Морисе е вратен. Отиде! Ви благодарам. Само тоа сакав да го знам. Тој премна! Се моја со Госпоја Касан и пуштив крв. Што? Па за тоа не се пушта крв. Да ме одите побрзо! Се море. Два пати го свртев клучето од бравата и сега не може никој да влезе. Што ќе правиме сега, Морисе? Што ќе правиме? Најдобро е да се отспиеме до сабалиште. Добра ноќ. Ова нема никога ќе ти го простам. Многу важно. Што реков? Велам дека е многу касно. Аха. Сега можам мирно да си легнам. Два пати го сврчат в клучот и не може никој да влезе. Многу убаво. Јас тука, а таа там. Вака, ѓаволот дека ги носе мажените жени. Што? Веќе сте легнали? А не се прашувате како јас ќе ја преноќам ноќта? За малку што не го упропастивте угледот на една честна жена. Една верна сопруга. Што ми вреди што совеста ми е чиста кога во очите на целиот свет би била крива. А тој веќе заспа. Колко е мрачно овде, ме разбираш. Не плаши се моја мала и брена. Тоа се Док пие мојата малечка. Само изгледа имачи јајца. Леонтина, ти ли си? Сигурно работиш от Леонтина. Сигурно е она дртото старче и брема. Велам да имате мач. Абе, кај да домога? Од каде знам треба да го најдем? Кај да го видам? Абе, овде во креветот ме пакна. Абе, вие сте луда. Абе, кога ви велам ме пакна? Абе, правата е заклучена, не можел да влезе низ клучалката. Ова е човек да се мртне од памет. Ова беше само лош сон. Кој е тоа? У име на законот Полиција! Борите ни ќе скршам. Ау, брагово постав! Не, никога. Само се водите. Низ прозорец! Па како низ прозорецот, ова е втори спрем. Далеч гања, Марисе! Па откаде да знам, тоа што стоиш овде? Сокриче негде, бегај, не знам. Таму. Доаѓајте си да побегнете. Знам дека сте тук, отварете. Ништо друго не ни преоставува. Само да допрем да ми достигне. Што и да кажам јас,
Вие потрудите по мене. Дете ми го шешил. Ајде. Еве, господине. Ќе ми кажете ли, врз која основа упаѓате во мојот стан? Во оваа глува дободневте. Веднаш ќе кажам. Најнапред би посакал, господине, господјо, да ви се извинам што го вознемирувам во ова време. Иако настапувам како властено лице, јас како пристоен човек се извинувам. Молам. Господјо, доаѓам на барање на вашиот маж, да констатирам присуството на овој господин во вашиот стан, во ова дома. Ама, господине, извинете, па јас сум женет, а ова е жена ми. Го знаеме ние тоа. Секој ден ја слушаме истата приказна. Како пристоен човек ја одобрувам таа лага, но како властено лице не. Доктор Морисе. Доктор Морисе. А вие, господјо? Па докторка, господје Морисе. Морисе, не бидете тврдоглави. Убаво знаеме дека господјата не е господја Морисе. Ау. Господјата е господја Касањ. Господја Касањ! Рековте господја Касањ? Да, рече господја Касањ! Има и добри полицајци! Има и добри! Господине, тоа е од другата страна. Господја Касањ живее од десната страна по скалите. Да, бе. Скалите вртат нааму. Десната страна ми станала лево. Извинете, господине, ама не треба да ги будете луѓето во ова време од ноќта, за да ви кажуваат каде е лево, а каде е десно. Да. Многу ми е жал. Господине, бргу, тоа е прекупатното другата страна. Ова е веќе премногу. Сега и полиција. Тоа е врв на вашата љубезност. Ама што сум јас крив? Ја бараа господја Касањ, и јас ги пратив кај господја Касањ. Ај! Што е? Па каде го е дишател, ќе го фати полиција. Смееш? Среќа си што ни се случи сето ова, а? А тоа е Леонтина! Почекај да ти објаснам, Леонтина. Леле, не може вака да бега. Еј, панталоните на Морисе! Спасен си! Леле, вујко ми! Ово е во граќите, држи го! Кој сте вие? Тој го името на законот! Само добре! Господине! Месете, Мама! Така, птичке, ти пробај таму кај Ама што кој сте вие? Пустете ме! Ништо, се ќе ти објаснеме во... А, помош! Помош! Леле до овога, што се случило? Леле, пујне ми! Не можем да дојдам порано, Леонтина. Да не испадам сумнителен. Ама од вчера па наваму сум како на игла.
Не знам што се случи после синокешната расправи. Ах, драги мој, побегнав како луда. Се најдов насред улица и самата не знам како. Важно го примивте моето писмо, во кое се ви објасни. Да, видов најпосле каков маш има. Ете каде ловел господинот Дишодел, кај господја Кастанјц. Она што е најлош уловен сум јас. Вашиот маш лови без дозвола, а мене ќе ме судат за прекршок. Зошто не му објаснив тубаво на комесарот? Маму објаснив 100 пати. Вика, не навлегувам во детали, моја должност е да ги коментирам фактите, а не да мудрувам. Во собата на господја Касањ беше некој маш кој побегна без панталони низ балконот и фатен е без нив. Значи тоа сте вие. Останатото е работа на истражниот судија. Убаво. Ама нема така да остане. Веднаш одам кај него, ќе го повикам и Дишотел, па нека се расправат. А јас знам што ми преостанува. Развод. Што, зарем ќе... Секако. Никој не знае за мојата вчерашна авантура. И јас, значи, сум во поволна положба. И затоа, бидејќи не сакам да остане ни најмала трага, вратете ми го моето писмо. Зарем баш тоа? Единственото нешто што успев да го добијам од вас. Добро, кога така сакате. Леле. Што е? Тоа е во панталоните. Како? Па од джебот од панталоните, а сега нив ги носи вашиот маш. Да сакавте, не ќе можевте да го изведете подобро. Ама зар ќе може да претпоставам дека баш тој ќе ги облече моите панталони? Ништо вие не можете да претпоставите. Само знаете да правите збрки. На вистина. Па добро, ако ми дозволите, одам кај комесарот во полиција. Таму ме чека тој. Довидување. Господјо, во овој момент видов дека господинот пристигна. Добро, кажете му дека сум овде. Молам, господјо. Веднаш ќе знам дали го нашол на моје писмо. Леонтина. Ништо не знае. Ништо не знае. Ловот ни најмалку не ти изморил, мил мој. Не, ни најмалку. Напротив. Ама сепак брзав, што побргу да се вратам на мојата сакана женичка. Лицемер. Да знаеш само како ловев. А и времето ни се На погоди. вистина. Затоа сигурно ги промени и панталоните. Примети, Малку ти се широки. Тоа е малку поголем. И целиот бев мокар, врнеше дошт. Момент. Бабета, ме молам донесете ми ги вашите панталони, моите панталони. Веднаш, господине. А бога ми и добро се покажа. На вистина. Една срна во трк, потерен тетреп, јас дум. И е. Донеси ли нешто од ловот? Се разбира, драга. Донеси ми ножици. Го врзав ранецот за подобро да држи. Секако. Едва и чекам да видам што си ловил. Тарти фене. Се е во ред. Тука и оваа полна торба. 40 франци ме чинеше кај они живеа. Само кај ми е сметката. Ракописна жена ми не е. Еве ја сметката. Не смее да ме компрометира. Едва и чекам да видам што има тука. Еве, драга. Во неа е се што улови. А бога ми и не е малку. Ова значи го улови. Имав среќа. Ова. Па секако. Ова. Тоа значи го улови, а? Тоа! Ама знаеш дивешот кога е променливо времето. Престани веќе еднаш да лажеш. Тој лов е една обична измислица. Не си ни бил во Леанкур. А што се однесува до тој твој пријател Кастанј, тој не само што не бил со тебе, туку никогаш во животот не бил на лов. Кој вика? Тој самиот ми каже. Доваѓаше тука. Вчера, откако ти замина. Значи пак неговата сунчаница. Ти не знаеш. Еднаш во Африка го фати сунчаница. И од тогаш слабо стои со памтење. Кога ќе го прашаш дали оди на лов, ќе ти рече не. И тоа е искрено. Зашто не се сеќава. Би сакал да е тука и тоа пред мене да го каже. Штета што не е тука. Господин Касањ. Ете, задоволен ли си сега? Добар ден, господјо. Добар ден, драг мој, ако ми биде дозволено. Баш убаво што сврати, заедно бевме на лов. Молам! Да. Како си од вчера? Мажот ми ве прашува како сте од вчера, бидејќи заедно сте биле на лов. Како? Па да знаеш на лов. На лов? Се сеќаваш бе? Дум. Ама зашто зборуваш бе, човеку? Гледаш, драга, одлично се сеќавам. Еве што сте уловиле вие двајцата.
Сте направиле кланица. Па тоа се колбаси ако ми биде дозволено. Тоа е, мојот маш не уловил ништо друго. Па заре пукаше по колбасите. Ама што се правиш луд? Па кога веќе бевте заедно на лов? Ама јас не бев, господио. Не бевте! Ама беше бе, како не беше? Гледаш драга дека не се сеќава, тоа му заради онаа сунчаница. Ама каква сунчаница ако ми биде дозволено? Епа, ти не знаеш за таа сунчаница затоа што ти го одзема памтењето. Што ти е? Ништо. Се восхитувам на твоите глумачки способности. Браво! На моите? Не бе на моите. Вие сте одличен глумец. Само се лажете како име неки ви поминат тие приказни за мали деца. Ама Леонтина, Не сакам ништо да слушам. до Бога Леонтина. Господјата звонеше? Да, однесете го ова. Веднаш, господи. Еве ги панталоните што господинот ги бараше. Морав да ги исчистам. Што е ова? Тоа го уловил господинот. Одете. О, зарем ова? Тоа е, одете. Леонтина? Не сакам ништо да слушам. Убава кавгичка. Убава кавгичка. Ти подобро да молчиш. Цреп, Што? ништо не те е јасно. Не ли гледаш дека си ми изговор пред жена? А што можам? Што? И реков дека сум билка и до Бога. Ако некој со години не дошол во некоја куќа, треба ли да се запраша чека да видам дали можам да му послужам како алиби на својот пријател? И што можам тука? И што сакаш од мене? Што те донесе тука? Закажав состанок со полицискиот комесар. Кај мене? Да. И сега уште и полиција ми носиш долу. Дозволи да ти соопштам една пријатна вест. Ноќеска ја фатив својата жена на дело по неверство, ако ми биде дозволено. Што? Зарем ти? Јас, ако ми биде дозволено. Идиот. Не си фатил ти никого, кога не си го нашол незиниот љубовник. Ево, тоа е работата што го најдовме. Ма немој. Тоа е некој господин Зизи. Тоа е некој господин Морисе. Морисе? Да, некој доктор. Ле, моите панталони. Туку, да не познаваш ти некој Морисе? Јас не. Да. Не, јас не знам никаков Морисе. Не. Господинот Морисе. Морисе? Да. Значи тоа е тој, а? Не, тој нема никаква врска. Тој е мојот пројач, чие кошул. А, така. А добар ли? Одличен. Тука си, а? Ноќе скувава каша ми замеша. Молчи, тоа е незинот маш. Како? Тоа е незинот маш, тоа е Касањ. А тоа е Касањ. Па уште подобро ако е тој. Драг мој Морисе, да ти го представам мојот пријател Касањ. Мило ми е, господин. Се носам со мислата овие денови да поручам дузина кошули, ако ми биде дозволено. О, Сакам нешто модерно, грациозно, ама да чини најмногу 40 франци. извинете, господине, а што тоа мене ме засега? Како? Па да, па што тоа го засега него што тебе ти требаат кошули? Па јас сакам да ги поручам ако ми биде дозволено. Ама остави ги сега тие кошули, ајде оди таму. Ама зошто? Па мора да се соблачам гол, мора да ми земе мерка, ајде, оди таму. А комесарот? Ке те викнам кога ќе дојде, ајде оди таму. Немој да ме заборавиш. Нема, ајде оди таму. Уф, каков ден. Ајде, што имаш да ми кажеш? И за... Ама немој да ме заборавиш, ако ми биде дозволено. Нема бе, ќе ти биде дозволено, ајде оди таму. Збору. Уште прашуваш. Панталоните, каде се моите панталони? Значи тоа било работата. Јас па помислив, Бог знае што. Тука се. А тоа што беше во нив? Таму ти е се, нема билким да ти бркам во джебовите. Писмото. Сега да предеме на главното. Ноќе скубаво ги замеше работите, а? Јас? Знаеш ли докаде не доведоа твоите лудори? Не знам. Те фатија наместо мене. Да. Епа, така и ти треба кога се шеташ непристојно облечен. Кога би знаело твоето лекарско здружение... Ова е веќе премногу. Епа, не знам, драги мој. Вади се како знаеш и умееш. Јас знам само едно. Мене не ме фати и тоа е тоа. Жена. Добар ден, господја. А тоа сте вие, Морисе. Добар ден. Леонтина, Молам. се уште ли ми се лутиш? Јас? Ама ајде. Мислам јас и на други работи. Какви ви се тие панталони преку рама? А, овие, ми ги вратите шотел. Значи на Морисе му ги враќате панталоните што ви ги поземи Касањ. Ма не. Ги совлеков, па не знаев каде да ги ставам. Пушти бе, што ти? Па пушти ги ти. Нема. Па пушти ги хубаво ти бе.
Навистина, Морисе, зошто не ги давате панталоните кога тие се на господин Касањ? Ма не, тоа се моите панталони. Десретнице, вони во вашето писмо. Знам, затоа бев и сигурна дека нема да ги пуштите. Ау, неверојатна жена. Па добро, Леонтина. Може ми понатаму да вртам и лево и десно, ама сакам отворено да ти кажам, тоа се панталоните на Морисе. Так, најпосле. А ловот? Го признаваш и тоа? Признаваш дека не беше налов? Признам. Зашто што и да кажам, не вреди ништо. Се разбира. Не бев налов и не бев кај Касан. Се разбира. Да не ме заборави. Не сум бе. А, тука сте, господјо. Баш сакав да ви кажам нешто, ако ми биде дозволено. Пред малку не го разбрав добро прашањето околу ловот. Сакам да ви кажам дека јас и Дишотел бевме заедно на лов. Навистина! Еј, Касан! Касан! Што мораш да лажеш? Ама, Жена ми многу добро знае дека не бевме на лов. ама до Бога па ти ми речи. Го видам ти не лажгата. Ајде, оди таму. Никогаш човек не знае на што е, кога ќе се пати со тебе наоро, ако ми биде дозволено. А зошто доаѓа тој комесар? Па затоа што... Тоа ме прашуваш. Неговата жена ја фатиле на дело. Со вас? Со мене. Што рече со мене? Зарем незиниот маж би бил овде ако таа била со мене? Тогаш, кај која љубовница беше ти? Јас! Зарем јас да имам љубовница? Што ти па ја на памет? Нека ти каже и Морисе. А, не знам, јас не знам ништо. Не. Се преправаше дека одиш нало. А јас за тоа време, со болна доверба во тебе, наивно те чекрав кај нашето домашно огниште. Ама Леонтина! Да, јас сум верна жена, честна жена. Зарем не, Морисе? Да, за жал. Никогаш во животот не сум ни пробала да го изневерам својот маж. Зарем не, Морисе? Да, и двајцата сте си верни, да. Господин Гонтран. Ќе ми кажете ли вие мене што баравте ноќеска во Атинска улица број 4? О, Гонтран, па немој толку да го теглаш. Ти го теглиш? Се што ти го влечеш? Ама што вие? Ни збор за она што го види синот ќе добиеш 500. Ни збор за она што го виде вчера ќе добиеш 500. Види. Па ете го пушти. Па што, го пуштив и јас. Штом ти го пуштивме и ние. Па така. Доста те гледавме, дојди попосле. Попосле. После. Причекаме во салонот ќе ги добиеш парите. До гледање во ино. Причекај ме во салонот ќе ги добиеш парите. Чао. Ништо не разбирам. Сега од таа страна барем можам да бидам мир. Господинот Бридуа. Господин Бридуа! Господин Бридуа! Ти го познаваш господин Бридуа? Јас? Не. Го познавате ли вие господин Бридуа? Не. Добро, нека влезе. Господинот нека повели да влезе. Господин Дишотел. Тоа е тој. Тоест, тоа сум јас. Доваѓате за случајот Касањ. Тоа е тука, одам да го доведам. А тука ви е и господинот Морисе. И господје Морисе, ако не се лажам. Рековте господја Морисе. Мислите на господјата? Таа е господја Дишотел, мојата жена. А така... Господине, дозволете ми да ви објаснам. Тоа е многу просто, се објасни. Нема потреба, господи. Како властно лице јас сум нем. Како светски човек не знам ништо. Благодарам, господин. Еве го господинот Касањ. Господине комесаре, ме замолив да дојдете тука затоа што сакав истрагата да се изврши во присуство на мојот пријател Дишотел, ако ми биде дозволено. Јас со тоа се согласив. Тоа го бараше и осумничениот, кој енергично тврди дека токму тука ќе го најдеме виновникот. Одлично кажам. Отлично! Но што се беше овој круеж? Господа, дали треба да ја подсетувам на доказите? На барање на господин Касањ, ноќеска затекнав неговата жена на дело во неверство. Ви честитам. Честитам, сакам да ви честитам, ако ми биде дозволено. Должност ми беше да го фатам низиниот партнер, успеа да побегне погаќен низ прозор. Затоа веднаш ги пуштив моите луѓе и во соседниот стан беше фат господинот Морисе. А, тоа е случајно. Јас сум жртва овде. Значи тоа си ти, Што јас? Како што гледате, господинот Морисе енергично ги одбива наведените оптужби. И во право е. Веднаш му ги испробавме панталоните и тие нималку не му одговараат. Тоа е јасен доказ што. Ние се потрудивме тој доказен материјал да го донесеме. Леле. Ама тоа е сосема непотребно. Ја фативте господја Касањ, ги најдовте кај на панталоните и тоа е доволно
За мене е доволно, ако ми биде дозволено. И за мене. Да, ама за законот тоа не е доволно. Не е доволно да затечете една само една жена со едни панталони и да кажете дека е фатена на дело. Еве го тој предмет. Леле, сега е готово. Што рековте? Ништо. Само како да се пронајде? Ево тоа е работата, како да се пронајде. Па, секако дека не може да се пронајде. Таа работа е за во архива. Господа, ние не ги фрламе така лесно тие работи во архива. Тешко ќе се извлече. А мене ме заборавивте во сала. Види, моите панталони. Гледате, господине, тој рече моите, тоест неговите панталони. Па да, тука нема ништо нејасно. Не разбираш. Тоа ќе добиеш уште 500 копии. Што? Знаете дека ова се вашите панталони? Па да. Признаате значи дека ноќеска бевте во Латинска улица број 40. Види. А од каде знаете? Призна, господине, гледате дека призна. Па да, зошто да не? Е така, браво јуначиште. Сега се е јасно. Се викате? Молам, Вашето име? баш сте згодни. Гонтран Морион. А зошто? А смеам ли да прашам, што баравте вие во Латинска број 40? Па бевка и мојата малечка. Кај вашата малечка, а не помислувате дека таа е моја. Ваша? Ау, значи ти си тој старчуга. Па старчето поради кое се сокрив во плакарот. Ќе ви дадеме ние вам старчуга. Господин комесаре, внесете го тоа во записникот. Старчуга! Комесар, Најпосле ќе ми биде дозволено. Ќе добијам развод. развод. Ама кој сте ви? Значи вие не сте низиниот макро. Доста, господине. Разбрав се и ќе ги преземам следните чекори. Ќе се видиме на суд. Господа, ве поздравувам, ако ми биде дозволено. Ама добога господине, чекајте. Ќе се видиме на суд. Ама никако. Добога господине, чекајте. Ништо не ми е јасно. Сега се е појасно. Мојата мисија е завршена. Моето почитување, господа. Се поклонувам господине Дишотел. Ќе ви испратам. Ако не ви е тешко. Каков пресмрт. Ако го излажа комесарот, мене нема. Туку, кога сме веќе сави, дете ми го моето писмо. Добро, само да ги изјавам панталоните. Денеска се врти околу панталоните. Ајде побрз. Во задниот джеп ништо. Добро. Моето шамице. Да, ајде побрз. Чаникот. Замислите го нема. Како? Па го нема во моите панталони. Абе, погледни подобро што ти е. Нема што да гледам, еве едната ногавица, еве и другата ногавица. Што правите вие двајца? Ние и ги покажав панталоните на господи Диштел, види. Многу интересно. А го видовте ли оној мангу под Гонтрам? Кој би рекол баш тој со господи Касање? Мене тоа не ми изненади. Мене одамна ми призна дека е во интимни односи со господја Касање. Што? Како? Не знаеш? Не. Па затоа ти трошил пари за да ги троши со неа. Со неа? Така, значи, јас плаќав за двајца. Е, само што тој не знаел дека таа има некој старчуга. Старчуга? Кој рекол така? Па таа нему. Па како таа така да рече старчуга? Каков е тој израз? А што ти смета тебе тоа? Па јас не сум стар. Ти! Не, чекај. Мислам дека после ова нема што да кажеш. Не, морам да ти објаснам. Гледаш дека знам? Подобро призни дека ноќеска беше кај господја Касање. Па добро. Гледам дека лагите и не помагаат. Повеќе сакам да бидам искрен. Бев кај господја Касање. Најпосле се реши. Па просто не умеам да лажам. Ау, тој не умел да лаже. Господине, помеѓу нас се е свршено. Ама немој така, Леонтина, прости им. Нема. До Бога што стоиш и ти речи ти нешто. Фала. Гледаш и тој ти вика. Не. Леонтина, ти се голам дека повеќе нема да видам ни господја Касање, ни неа, ни никоја друга. Да бе, тоа само така се вика. Да, тоа само така се вика. Ти подобро да молчиш ако нема што да кажеш. Леонтина, готово е со неверството и со оној ранец. Го полнев кај еден трговец, чесен збор. Еве, ако не ми веруваш, види ја и сметката. Гледај твој ракопис. Да, знам. Ама пушти. Пријателе мој, ќе ти речам само едно. Ако веќе дотаму дошло, меѓу нас препреки нема. Кога си ми го напишал ово писмо? Не знам. Од каде би знаел? Ете, тоа беше една вечер. Чекај, што се мешаш ти?
Од кај може да знаеш ти? Ослободувајќи се од себе си, ви се предавам целосно. Па тоа беше ден-два по нашата венчавка. Ама постапувам вака, затоа што тој така сакаше. Па да, тој. Па тој беше твојот татко. Ау! Нема да ми верувате, ама ова писмо колку прв пат да го гледам. Но сега се чувствувам многу добро и затоа, Леонтина, заради тие спомени и заради моментот кога си ми го напишал ова писмо, прости. Не. Тој господин во Тир не сака ни да чуе. Гонтран, помогни ми да ми прости војнати. Јас. Не. Прости му, господи. Кажи. Виновен нешто? Замолчи! Не и не! Дозволете ми, војно, и јас да ве замолам. Никако. Во името на господјата која ноќеска беше на Атинска улица број 40. Во името на господјата... Па добро. На крајот на криштата ви простувам на сите. Леонтина, љубов моја, нема повеќе ни лов, ни лажење. А јас да си ги одлесам панталоните ако ми бие дозволено. Не разбирате, нели?